Ќе ми биде мило, колега Кирацовски, ако навистина е така во поглед на законодавната извршна власт, но не е така досега. Праксата покажа дека не е така. Дури и сите законски решенија што идат како предлог на пратеници се изготвени од владата. Видете, ако поддржуваш некое законско решение за кое појма немаш што пишува внатре, а го поддржуваш и го предлагаш, тогаш немаш свое мислење, така да во тоа да ќе си расчистуваме натаму и се гледа тоа. Но за ова сега, за овој амандман, значи не само што треба да се прифати овој амандман, значи не само што вакви работи треба да има во сите закони во Република Македонија, туку ние треба да изгласаме закони во кои треба да има одредби со кои не може на ваква функција директор, заменик директор да дојде нестручен и несовесен кандидат. Значи, како може да дозволиме во некое законско решение да дојде на функција нестручен и некомпетентен кандидат? Тоа, ако не го направиме, ништо не сме направиле. Значи, ние секако не можеме да се доближиме до Австрија, Германија, Франција и така натаму, но барем да се потрудиме до Вишеградскава група, Чешка, Полска и така натаму, до нив да се доближиме само со законски решенија што нема да дозволуваат да се дојде на таква функција. Исто така, апелирам и до партиите и до тие што одлучуваат во партиите да се им кажат и на своите кандидати: седни, учи, научи, донаучи што треба, па можеш да стасаш до некоја функција, а не да можеш да стасаш на функција и да му земеш местото на некој што е постручен, покомпетентен. Само така можеме да напредуваме. Дури и на собствените деца секој треба да се им каже: седни, учи, научи, можеш да станеш нешто, а не за сите. За сите, да. И затоа реков, ова треба не само да го прифатиме, него да видиме како да усвоиме некој друг амандман со кој не може да се дојде на ваква функција ако си нестручен и некомпетентен, а не после да те разрешуваат. Значи, мора да има решетки низ кои не можат да поминат такви кандидати. Тоа треба да го направиме со законите. Благодарам.